Пред да почнеме со иницијалниот дел, односно да предложиме предлогот фактички на дневниот ред. Значи, како што знаете, продолжуваме со електронската верзија на Советот на Конституцијата. Гледам дека имаме некои забелешки проблеми, но надевам се дека ќе подобри условите на однос на таа тема и ќе биде се во најдобар ред. Сите забелешки ќе кажем после на предлози и на прашање, последната точка. Пред да почнеме, сакам да ве замолам од наредната седница, значи 10-15 минути си да видиме тука порано, затоа што веќе е 10, така да, до 10 до 10 во овој случај треба сите да бидеме готови, конектирани. Пред да почнеме, сакам да искоментирам и за нашиот сограѓанин, прерано заминувањето на нашиот сограѓанин Зоран Христов, што вчера се случи. Ја користам оваа прилика за искрено сочувство на фамилијата. Значи, Зоки беше добар граѓанин, пријател, другар и мој колега. Пред да почнеме, ќе ве замолам за да дадем почит за една минута на почит. За въпроси да ще оставам. Позволете сега да ви почитам положението на ред. Почитавам се обречувате. Втората точка е односно усвојување на записи за околната седница поради презапатеност на снежка и некој ден на одмор, но и исто така и боледување. Истиот ќе биде готов за наредната однос, ќе имаме два записници, здраве Божи. Другиот дневен ред, односно е точка број 1, предлог одлука за определување на висината на наdomестот на членовите на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ДПК Драгановци Делчево. Точка 2, предлог одлука за определување на висината на надомест на членови на управниот одбор на ДПК Драгановци Делчево. Предлог одлука за прифаќање на донација противпожарна опрема. Точка 4. Предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип и општина Делчево за општински инспектор за патишта. Точка 5. Предлог одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Делчево и општина Штип за инспектор за домување. Предлог одлука за финансиска помош на лицето Драган Ѓорѓиев од село Илијово. Точка 7. Предлог одлука за давање согласност на одлуката на училишниот одбор на Селото општинско училиште Нова Брица Делчево за отпределување на електронски отпад, за кој сметководствена вредност е нула и поради дотрајност, неупотребност или технолошка застареност не се користат и не може да бъдат на користење или да се разменуваат. Точка број 8. Предлог решение за предлагање на член на управен одбор на меѓуопштинскиот центар за социјални работи Делчево. Точка 9. Предлог одлука за давање согласност на одлуката на управниот одбор на ДПК Драгановци Делчево за ставање под залог на недвижни ствари, односно предмети собственост на ДПК Драгановци Делчево, како гаранција за определување на плаќање на даночен долг на РАФИ број 0202/118/4 од 5.2.26 година. Точка 10. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански отпад, објект стамена зграда број по барање на Митко Шиндев, исто така и број 11 е иста точка, односно по друг гајден барање на Кичо Анастасов. Точка број 12 е по градење односно името Пета Порачки. Точка 13. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистички план планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански отпад, објект гаража број 3 по барање на Петуш Порачки. Точка 14. Предлог одлука за утврдување на потребна документација и донесување на урбанистичка планска документација
документација за бесправно исправен изграден објект надвор плански опфат, објект планска куќа, број 1, обарање на Милен Мичевски. Точка 15. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор плански опфат, објект помошен објект број зграда, број 1, обарање на Милен Мичевски. Точка 16. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор плански опфат, објект помошен објект број зграда 1 по барање на Ванчо Мирчевски. Точка 17. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор плански опфат, објект стамбена зграда број 1 по барање на Киро Костадиновски. Точка 18. Предлог одлука за утврдување на планска документација, на урбанистичка планска документација на делови на објект зграда број 2 по барање на Ванчо Енгеловски. И точка 19. Годишна програма на локалниот планински совет на општина Делчево за 2026 година. И предлог за решение да се знае. По овој дневен ред, почитувани советници, отварам расправа, дали некој да разбор по однос на оваа точка. Господин Исус, поведете. Има предлог одлука за да се допълни 20-та точка за утврдување за потребите за донесување на урбанистичка планска документација на бесправно изградени објекти надвор од плански опфат за Љупчо Ковачки, да се работи во село Продуктивички за биододадне по 20-та точка на дневниот ред. Благодариме. Дали е кога да биде збор по однос на дневниот ред? Има врши Процедурално. Со самата апликација за електронски седмици се отвара потреба за преработка на или доработка на деловникот за работа на општина Делчево, со што ќе треба да ги метнеме во точките на деловникот. Да се размисли и да се отвори деловникот, да се дополни со електронските седмици за да бидат полноправни. Добро, тоа може и посната точка да се предложи идеи да го разгледаме и да го искоментираме. Благодариме. Дали некој да убава по однос на дневниот ред? Бара истиот со предлог на Исусовски го ставам на гласање. Кој е за? Ама овие го ставаме како Сите ли се? Да. Сите, нема го значи предлога на Исус. Констатирам дека оваа точка усвоена како 20-та на оваа седница. Истиот предложен дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Електронски. Да. Сега ќе го. Започнува гласање. Што е викам да гласам? Двојца не гласале? Не може да гласам. Немој да нема интернет.
Сите гласали 14 за, 1 воздржан. Констатирам дека предлог дневниот ред од пета седница на Советот на општина Делчево е усвоен. Не, реширам. 1 воздржан. Одиме на точка број 1. Предлог одлука за определување на висината на надоместни членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЕПК Драгановица Делчево. Представник на општината, господин Иван Ивановска, повелете. Дозвола на член 27, став 8 и став 9 от Закона за јавните предпријатија и согласно член 36 став 1 точка 13 се предлага оваа одлука за утврдување на висината на надзорниот за председател, членовите на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЕПК Драгановица. Согласно оваа одлука, висината на за председател и за членовите 1500 денари по присуство на седница на надзорен одбор. Прашање колку изнесувало до сега и дали убаво слушнавме дека ќе биде по седница или месечно? Седница, така. Добро, а колку изнесуваше до сега? Значи, предпријатие што е во загуба ќе се изголемува паушали. Тоа е минимално, ако гледаме скоро што другите општински јавни предпријатија, тоа е, да речеме, дори требало да го кажете. И сигурно се пак много е голема, а и се не многу. И тоа е многу. Само да се имало предвид дека во загуби предпријатието, а во исто време се зголемува паушал. И тоа по седница, не месечно. Благодарам. Благодарам, Милошевски. Тоа не сам некој споја. Благодарам, председателе. Значи, ние сега гледаме абсурдна ситуација овде. Предлог одлуки за определување на висината на наместникот на членови на надзорен управен одбор, а веќе на 9-та точка имаме предлог одлук за давање согласност за ставање под залог на подвижни предмети собственост на ЈКП Брегалница Делчево како гаранција за обезбедување на плаќање на данъчен долг на РАП. Абсурдна ситуација, се изголемуваат паушали, а предпријатието е во страшен долг и гледаме дека и секојдневно кривични пријави, значи за несовесно работење, а тоа работење не може без одлука на надзорен и управен одбор. Навистина, ова абсурдна ситуација, јас на почетокот сакав дури овие две точки да бидат тргнати од дневен ред, меѓутоа вие седницата ја закажавте баш поради овие две точки. Апсолутно мислам дека треба Точка 9, поради неа највеќе. да, поради точка 9, да. И мислам дека ова навистина абсурдна ситуација и ова зголемување на паушалите е навистина непотребно. Благодарам, Константиновски. Значи, до мен стигна секакви коментари, секакви реагирање по однос на тоа, со цел фактички и некои од членовите дека што се управени на надзорен, дека наистина е малку дневницата, можеби е малку, ама например ако ние викаме дека е зголемено, например колку била реално 500 денари седница или како, значи и 1500 е малку. Сега ситуацијата таква што е во таква состојба јавното предпријатие, тоа е друго нешто, но без разлика на тоа и сите членови се одважен, се важни факти и за надзор за управниот одбор и од седница или 500 денари пак премалку, но пак треба нешто да јави, ги следува законски. Јас така само фактот дека доколку бидат, да речеме, минимални може да се случи да се стават оставка за членови или потребно да видиме тези членови, потребен академ, потребно да доведеме оставки, потребно да видиме време, потребно да го доведеме предпријатието и во така лоша состојба да не може да функционира излагањето така. Повеќе Константиновски. Надзорен и управен одбор да праша само дали ќе бидат ослободени од плаќање на вода, и такви случаи имаше во минатото. Па имаше и кривични пријави за некои вработени од јавно предпријатие. Но немој тоа да стои во договорот со
Никој нема да биде ослободен од Да, добро, сметка за вода, а некој, ако има некои забелешки, знае дека тоа се врши. Ще би минувам тој пјаток. Дали некој бара друг збор по однос на ова точка број 1? Одбора? Не, на чичути Ајде да се слушаме, ќе ве замолам за внимание. Предлага соодветно, може би мала, но толка възможност комисията да дава Благодариме. И јас мислам дека е мала, но дај Боже ова предпријатие да стане, да се исправи на нозе, да излезе од таа лоша состојба, па ако има веќе можност во нареден период би додаде на висината на овој надоместок. Но дај Боже тоа на друга седмица. Дали некој бара друг збор по однос на оваа точка? Некој не бара по однос на оваа точка. Односно ова точка број 1, предок одлука за определување на висината на надоместок на членовите на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење и ЈПК Драгавица, истата ја ставам на гласање. Поштувани советници, ве повикам да гласаме. Деца не гласале. Горан Николски и Исус Стоевски. Еден. Нема интернет. Да гласаме. 11 гласале за, 4 против. Констатирам дека точка број 1 е усвоена. Завршувам гласање. Одеме на точка број 2. Точка број 2 предлог одлука за определување на висината на надоместок на членовите на управен одбор на ЈПК Драгавица Делчево. Останува подобрното да се произнесе. Чистото. По однос на оваа точка број 2, отварам расправа. Дали некој бара збор? Гошички? Од истото прашање кој за првото колку изнесуваше до сега? 1200. Од 1200 1200. 1500 за председател? Од 1200. Може. Значи исто како и претходната точка, предпријатие што е во загуби, изголемува паушали, што е нелогична работа и абсурдна, но тоа е. Дали некој бара друг збор по однос на точка број 2? Карате. Некој не бара, почитувани советници, ве повикам да гласам. Гласањето започнува. Гласањето заврши 11 за, 4 против. Констатирам дека точката број 2
Односно предлог одлука за определување на висината на надомест на членовите на управниот одбор на ЕПК Драгановци Дочево е усвоено. Гласањето завршува. Одиме на точка број 3. Предлог одлука за прифаќање на донација против пожарна опрема. Представникот на општината Odluka za prihvaćanje donacije pojedinog oprema sa osnova na член 6 zakona. Ova odluka opština Delčeva prihvati stavljena donacija za držanje ili donacije da se postoji donacije te pare, jako pare, te pare, pantaloni, te pare, da donacija prema članu благодариме за заданието. По односно ова точка, односно точка број 3, предлог одлука за прифаќање на донација против пожарна опрема, отварам расправа. Дај некој вас збор. Да. Тоа не се некој. Ќе молам само името за кој донира опремата. Учение ви добро, ми че се прави учение като става. Добре. Така да помогне. Благодариме. Дали некој бара друг збор по односно ова точка? Никој не бара, истата точка, ја ставам на гласањето. Гласањето започнува. Општина и светници, повикам да гласаме. Сите гласале за, констатирам дека точката е усвоена. Гласањето завршува. Идеме на точка број 4. Предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип и општина Делчево за општински инспектор за патишта. Однос на ова точка представникот на општината се произнесе. Согласно одредбите од Законот за јавните предпријатија, предпријатија за ангажирање на општински инспектор за патишта. Согласно Законот за јавни патишта, меѓу другото го регулира надležностите на инспектора за патишта и тоа особено вршење на инспекцијски надзор на природата на патиштата, користењето, одржувањето и заштитата на општинските патишта и улица и контрола дали се правите одредбите користењето на патиштата, како и преземање на лески и секундарни пари. Целта на меѓуопштинската работа е обезбедување на ефикасно и економично вршење на инспекцијски надзор над заштитите патишта и улица. Вањето на президентот на Содракија за заштитата на јавните патишта, рационализација на маршрутите, председничко ангажирање на инспекцијата патишта, поступање со законите, особено со Законот за јавни патишта и програмски акти. Тоа е факт дека општина Делчево има областите општински за патишта, дека тоа е потребно зачитување за реализување на проблемот што има. Предмет на општинската работа биде вршење на акти на територијата на општина Делчево над променување на акти и прописи согласно Законот за јавни патишта. Обликот на општинската работа биде чување на договор за вршење на определени работи кои се однесуваат на инспекцијскиот надзор во областа на контролата на патишта, страна на општина Штип, за општина Делчево преку ангажирање на областен инспектор за патишта. Областот што има општина Делчево во која се става бюџетот на општината и листата на општина Штип за ангажирање на инспектор за патишта, а тоа ќе биде согласно бројот на часовите ангажирани. Согласно овој предлог што е поставен, предлага одлуката за пратување на согласно која се утврдува предлогот за пратување или општинската работа по началото на општинската број 09386 од 2020 година за вршење на работи и работни задачи во надлежност на општината, одредени од надзорни инспекторат, областни инспектор за патишта по областта на Делчево. Овој предлог ќе биде поставен во општина Штип за да се донесе одлука на Благодарам за излагањето. По односно ова точка број 4, отварам расправа. Дај некој бар збор. Тони Станековски. Благодарам, председателе. Да ме прашам само
дали во новите 17 вработувања што претходната седница ги се изгласаа, има инспектор, општински инспектор за патишта. А согласно актот за систематизација немаме да бидеме работни. Благодариме. Дали некој бара да збор? Игор Гошевски. Благодарам, писателе. Имам неколку прашања во врска со ова. Ќе се надоврзам на колегата. Само на претходната седница во годишниот план за измена на вработување имавме скоро 20 мои предвидени. Согласно одговорот што му го дадовте, нели е по-логично да се предвиди во систематизација кога веќе законот бара да имаме таков инспектор. Плюс објаснувањето за финансиските импликации на овој предлог е дека буџетот на општината не може да ги подмири тие. Како ние предвидуваме 20 нови вработувања, кога не можеме да обезбедиме пари за инспектор за патишта. Колку ќе ја чини општината, од која програма ќе бидат обезбедени тие пари и колку тој инспектор ќе биде на располагање. Знаеме дека Штип е голема општина, си има и таму обврски и задачи што ќе треба да ги извршува, колку ќе може да се посвети за нашите проблеми во Делча. И уште како дополнително прашање, тука во предлогот нити имаме суми, нити ништо, само гласаме, а не знаеме што гласаме. Благодарам. Реплика ќе разговара. Благодариме, Ковер Ивана. Во врска со вашето прашање. Претходно работното место на сегашниот секретар инспектор беше општински инспектор за добрите патишта. Значи беше тој. И да речеме сега тој е покриваш делот. Да, тоа се измените на законите. Се одлучи дека не може да биде инспектор. И за тоа е тоа. Значи, законот го работно место. Тоа не само се собрати. До сега статистиката покажува дека немаме големи проблеми во тој дел. Меѓутоа добро е ние како општина да сме поштени, бидејќи знаеме кога нашите граѓани се соочат со проблем, кога се соочат со проблем, кој имаме инспекторот од меѓуопштинската работа, го побаруваме, тој доаѓа и врши и прави за статистика. Мислам дека обликот на меѓуопштинската работа, особено во делот надзор, е најекономичен за општината. Бидејќи сите знаеме дека согласно законот за инспекцијски надзор, секој инспектор зема додаток 30%. Ако земеме сумата на основната плата е 30%, ние имаме големи надежности, не само во овој дел, во други, ние треба да имаме над 10 инспектори по целата област. Тоа реално за општината е многу и можеме да го покриеме. Затоа обликот на меѓуопштинската работа го дава. Бидејќи колку си изработено колку, да речеме, може тој овој месец нема нито еднаш, да речеме, нема да има исплатени по тој општин. Само кога ќе има работа. Дали некој бара збор по однос? Само од која програма ќе бидат обезбедени тие пари од буџетот на општина Делча? Како дополнително прашање, не го одговори. Првично да видиме дали ќе биде резултати на одлуката, бидејќи тоа е процес, што уште еднаш, значи овде е посебен процес. Оди предлогот во општина Штип, го гласаат, ние се одлука за прифаќање, потоа повторно, значи повторно ќе имате одлука во предлогот, тогаш ќе го одговориме дефинитивно која е програма. Благодарам ви за времето, дали некој бара збор? Бора, не сакате да чуете. Основа тој за финансирање да расправеше, позитивно мислење за оваа иницијатива, позитивни сметности прописи ја овозможуваат оваа форма на меѓуопштинска соработка. Во самиот предлог е убаво наведено дека висината на средствата кои што ќе треба да се исплаќаат за вршење на обврски од страна на инспекторот ќе бидат накнадно утврдени со нов договор кој што треба да го ратификуваат и членовите на Советот на општина Штип, членовите на Советот на општина Делча, така да тогаш ќе имаме конкретни бројки колку тоа ќе кошта буџетот на нашата општина. Благодарим. Благодарим. Дали некој друг бара збор по односно точка? Не бара, по односно точка, истата, ја ставам на гласен, почитуваме советници и ве повикам да гласам.
Гласувам. Ја не сум. Нема ли? Што немајте да причу. Сте гласали. Значи, за точка број 4 предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип и општина Дочево за општински инспектор за патишта гласале 11 за, 8 против и 1 воздржан. Констатирам дека точката е усвоена. Одиме на точка број 5 предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип и општина Дочево за општински инспектор за домовина. Ставите општината да се Основа произнесе. на член 5 став 1 став 4 на Закона за меѓуопштинска работа, председателот на општина Дочево подписува предлог за воспоставување на меѓуопштинска работа меѓу општина Дочево и општина Штип, согласно со одредбите од Законот за домовина, кои ги регулира деловите објекти за домовина, управувањето со стambени згради, односно на системните делови и техните заедниците на собственици, евиденција на станови за фактички односи со управувањето, начинот на управување и изгражување на објектите, правата и врските на општината во областа на домовина. За остварување на едно од овие надležности, на општина Делчево во однос од одредбите од овој закон неопходен е инспекцијски надзор на општински инспектор за домовина, бидејќи само со инспекцијски надзор можеме да постигнеме одредено ниво на поштување на одредбите од законот за домовина. Исто така не е денеска немавме инспекција за домовина, имаше дело од системата што беше во работа место, важно предходен предлог и овој дел моравме да го измениме. Факт за систематизација. Согласно предлогот, предмет на домување, предмет на предлог би било инспекцијски надзор во областа на домувањето, особено вршење надзор над стамбените, стамбени кровници и деловно стамбените згради, со кои се предвидени управувањето се врши согласно овој закон, согласно прописите донесени од овој закон. Облегот би бил повторно со вклучување на договор за определени работи кои што се одварени надзор во област на домувањето. За реализација на оваа меѓуопштинска работа, повторно се одвајаат средства од буџетот на општина Делчево за ангажирање на инспекторот кој ќе биде платен согласно часовите за ангажирање. Согласно овој предлог се предлага одлуката за встапување на предлогот за встапување на општинската работа број 09-987-7 од 9.2.2026 година за вршење работи и работни задачи во надлежност на Инспекторатот за надзор на Инспекторат областни инспектор. Овој предлог ќе биде доставен на општина Софија општина Штип за донесување одлука за встапување на општинска работа. Благодариме на заданието. Односно ова точка број 5, предлог одлука за воспоставување на општинска соработка помеѓу општина Штип и општина Делчево за општински инспектор за домовина. Отварам расправа. Таа е разговор. Комисар Мекоски. Благодарам, председателе. Како општина Делчево не знам зашто во систематизацијата немаме работен општински инспектор за домовина, бидејќи ние сме како туристичко место сега моментално, бидејќи имаме 6 повеќе хотели, не знам колку хостели, приватни куќи што издаваат соби. Ако инспекторот доаѓа само еднаш во месецот, тоа е навистина, општината губи финансиски средства. Со тоа сакам да ви го кажам, бидејќи тоа се заведува во книга и хотелите плаќаат, значи, туристичка такса од тоа. Ние имаме секој викенд, значи, нон-стоп гости, не знаеме дали хотелите приложуваат веродостојни информации за престојот во нивните места, а ние ако имаме инспектор што ќе доаѓа од Штип и еднаш месечно ќе дојде, за да заштедиме пари, ние фактички губиме пари со тоа. Во врска со вашите наводи сакам да кажам, овде треба да го спомнете. Ова е инспектор за
задумување, а не инспектор за туризам. Значи, тоа се Која е функцијата за инспекторот за домовина? Значи, само за моменталните согласно законот за домовина, собственичките односи, здрави, а ова вие што го отворите е предлог за меѓуопштински соработка. Мислам дека вие веќе советот што имаше исто така предлог. Ова предлог веќе еднаш беше даден на советот, меѓутоа таа општина штит не беше прифатена. Тя ова ни е второ. А исто така имаше обид со општина Берово за инспектор во област на туризмот, кој што тој инспекторот за туризам ги контролира прекањето на таксите, гостувачките објекти, включително добите што се издаваат и одредени категоризирани објекти, да речеме, кои се под надлежност. Тоа се две различни работи. Тоа е исклучиво задумување за стамбените згради, регулирање дали се стамбени згради имаат управител, како функционираат односите, исто така има надлежности законот кој треба да ги покренува, ако нема управител да ги задолжи станарите да ангажираат управител согласно лицензија. Значи тоа се две различни работи. Може со претходниот состав на советот кога имавме опит за меѓуопштинска работа во овие две области, може малку Не, па еве на пример јас знам дека во стамбени куќи, во стамбени згради се издаваат станови за на туристи. Како тоа вие ќе го регулирате на пример? Со тој инспектор? Ќе пробаме со меѓуопштинска соработка да ангажираме и инспектори за туризам. Значи не само хотели и хостели, туку имаме и во стамбени згради каде што се издаваат станови, цели станови. И други инспекцијски служби. Не се сите општински. Значи не е регулирана работа што треба. Сум дека тоа е под надležност на државните инспектори. Вие спомнавте дека законски издава стан или Вие спомнавте дека инспектор за домување, за стамбени згради за тоа, нели? Во стамбени згради се издава станови. да, меѓутоа тој не навлегува во тоа. Повеќе се собственичките односи помеѓу самите станови. А во однос на тоа дали некој незаконски издава или не, мислам дека тоа е државните инспекции. За тоа дали некој издава соби и дали издава станови, најверојатно ќе биде работа на евентуално отиден инспектор за туризам. Ова е збор за инспектор за домовина. Така, дали некој бара друг збор по однос на оваа точка? Оди го Зашевски. Благодарам, председателе. Бидејќи е слична точката со претходната, само би дал мислење дека како општина Делчево треба да се планира да се систематизираат таквите работни места. Не можеме да се дозволиме ние цело време да зависиме од други општини. Да не се доведеме до тој степен да треба утре и правна помош и финансиска помош да бараме од други општини. Треба да се планираат работните места и систематизацијата според потребите и според законите. Како моје мислење. Право сте, значи треба и да се инвестира, значи се бара искуство, се бара соодветно образование, така да не е толку лесно. Да, ама јас мислам дека овој обид меѓуопштинска соработка ќе даде на анализа колку граѓаните имаат потреба од тоа. Штом законски е пропишано, значи некој некој на таа анализа колку би имало работа. Може да се систематизира. штом законски е пропишано, некој сватил дека има потреба и го налага тоа. Да секоја општина го има тоа. Јас можам да кажам дека на ниво на општини дали има купно сите општини, општини 5 инспектори. Ама не е тоа проблем само за општина Делчево. Јас општо зборам. Треба секоја општина да се стреми да си го има целиот апарат на работа. Не е само Благодариме на излагањето. Дали некој бара друг збор, само Ставенковски? Сега спомнавте дека прошол пат во претходниот состав, значи имавме таква одлука исто така, меѓутоа не доби позитивен резултат. Сега каква е гаранцијата дека ќе добиеме пак? Па сега има промена во советот на општина. Сакате да кажете дека сега градоначалникот од ВМРО и тамо од ВМРО и ќе добие? Тоа е само Лично пријателство. надеваме дека ќе успеем. Да, значи по партиски видео гледам. Дали Фала. некој друг бара збор по однос на оваа точка? Не бара истата точка, ја ставам на гласање. Поштовани советници, ве повикам да гласаме. БГ не смисол. Тоа е ништо интересно.
Се гласаме. За гласали 11, тројца против, 1 воздржан. Така истата точка е усвоена. Завршува гласањето. Одиме на точка број 6. Предлог одлука за финансиска помош на нашиот сограѓанин Драган Георгиев од село Илиево. Односно оваа точка, учитувани, сакам да кажам дека станува збор за наш сограѓанин во селото Илиево, кој што е самохран родител со три деца малолетни, кој што единствена финансиска екзистенција, финансиска помош, односно финансии доваѓаат само како резултат на сточарството. А и сточарството не е многу големо, така да сметам дека навистина му е потребно на нашиот сограѓанин Драган Георгиев да му помогнеме. Сумата која што се предлага е 30.000 денари. Односно оваа точка отварам расправа, да некој бар збор. 30.000 денари, да. Истата точка, да некој бар збор, не бара никој. Истата точка, јас ставам на гласање. Тоа советници ве повикам да гласаме. За точка број 6, одлука за финансиска поддршка на Драган Георгиев од село Илиево. Активираме гласово. Кој е тоа? Може интернет. Сите за 15. Констатирам дека точката е усвоена. Одиме на точка број 7. Предлог одлука за давање согласност на одлуката на училишниот одбор на Средното општинско училиште Мама Бојца Делчево за отпадување на електронски електричен отпад, за кој сметководната вредност е 0, а поради дотрајност, неупотребност и технолошка застарност не се користат и не може да се дадат на користење, да се продадат или да се разменат. Почнувам директно ќе поведам. Основа на одлуката за формирање на комисија за отпадување на електронски електричен отпад кој била 2.6.7 од 22 јануари 2026 година, комисијата изврши попис на електронски електричен отпад во Средното општинско училиште Ветко Митевски Вито, а предмет на попис беа електронски електрични уреди и опрема кои што имаат сметководствена вредност 0, поради дотрајност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат и не можат да се дадат на користење, да се продадат или разменат. Комисијата по извршение од посреден вид и проверката на расположливата документација констатира дека потпишаните средства се нефункционални, дотрајни, технолошки застарени и како такви не се погодни за понатамошна употреба во работењето на институцијата. Список од попишаните електронски уреди и електричен отпад имате во прилог, каде што се дадени одреден број, назив на уредот, марка на уредот, количина, сметководствена вредност и забелешка од која пописна листа се попишани сите овие материјално-технички средства. Купно на број 23, През основа на извршениот попис, комисијата утврди дека наведените електронски електрични средства представуваат и предлага истите да се отуѓат, односно да се предадат на овластено правно лице, кое врши дејност за собирање, транспортирање, преработка, рециклирање или уништување на отпад, согласно со прописите за управување со отпад. Овој записник е доставен и до вас како Совет на општина Делчево за понатамошно и донесување на соодветни одлуки согласно надлежностите. Благодариме на заданието. Односно оваа точка отварам расправа, да некој разбор. Това е процедурално. Само значи ние овде сега на 7 точка не можеме да отвориме детали. И документот не можеме да го отвориме. За секоја точка. За секоја точка не можеме никако да ги отвориме документите. Значи, таа точка не можеше да биде прикачена на система од причини што това е проблем на системата. Не е дефиниран од каква една форма, не е конвертиран електронскиот борд и затоа не може да го отвори. Јас почувам во теку на седмицата да ги закачам двата поединачно, прво пасеј, па после второто пасеј, кога ќе го запомти второто, бриши го првото автоматски.
И за това Сабајле беше касно цело време се обидувавме на системот да го исправиме това запознаене човекот што работи со това што беше тука. И он констатира дека најверојатно за това што е сканиран документ од хартија како оригинали, а не са конвертирани од Word. И за това јави ги Сабајле почти на мејл, бидејќи вчера не бех тука, користив одмор, морам да напрегледи. И го имате на мејл. Еве, ако сакате, може пауза записник има во печатена форма да погледнете, ако сакате советничи, па и сите други. Новса има. Некош Не е до мене, Не, знам дека не е до вас, сигурно до системот, значи. Не е да. самата платформа не ама одлуката. не, ама записник материјал. Материјал ше да. Некош избриша одлуката. Да. Некош кога е поголема не може да се Ама случи. има на За мејл. това го имаме на мејл. Да, сега да се реагира таму во IT центарот што е на. Да. Да, Благодарим. да се надогради, да се прошири или пише да се кача всички. Пуштам на мејл и ќе ги печатам. Проблемот е што за секоја точка не ги отвара. Сите точки не ги отвара. За никој не отвара документ. Што не ги отварка? Не. Кај мене не. И ке мене. Не го отвора. Просто блокира. Телефон си или од лаптоп? Не од лаптоп. Тебе се отворен. Не отвара. Добро, ќе разгледаме таа можност, односно тој проблем дали може да се реши на за да се надогради. Да не е блокирана опозицијата. Да не е блокирана опозицијата. Во никој случај. Дали некој бара збор друг односно оваа точка. Никој не бара. Поштовај советници, ве повикувам да гласаме. Благодарам. Дан Јовановски, Горан Николовски, Боба Николовски не се гласат. Сега останува уште еден сам. Да, кај мене нема интернет. Само Боба Николовски. Од телефонот. Зеки. Само отвори и блокира. Неќе нешто. Само ще ти си. Готови сме, Сега за внимание. Дале, те го дадоа пред. Вижте што го се. Вижте да. Нема шанси. Бој таму че. Ще боли да се произнесе. Еде това. Познава мене. Аз съм Македонско улице. Което е? Познава мене. Живее ли там? Живее ли там? Кој? Македонско број Сега на мој продавец што држиш там. дека е дека. Домашки што продајат овде.
Значи Боби ќе го затвора, гледа за този точка да се конектираш. Така да секако има нашето е на телефон, од лаптоп со нешто. Боби, од твој интернет користиш или е нова за нешто друго? Добро. Да биле рефреши на страна. Ще па има нещо не. Ништо, затвараме гласањето, имаме мнозинство. За наредна точка ќе се приготви. Констатирам дека со 13 за, еден водржан и Боби не гласал, дека точката е усвоена. Прошол? Не гласал. Одиме на точка број 8. Предлог решение за предлагање на член на управен одбор на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Делчево. За предлог на член на управен одбор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа се предлага Силена Петровска, работа во општинската администрација на општина Делчево. Односно ова точка отварам расправа, да некој разбор. Никој не бара. Истата точка број 8, предлог решение за прилагање на член управен одбор, односно Силена Петровска за член, јас ставам на гласање. Што ми иде да викам да гласам? Да си гласа без не за да се гласа. Ја Ивановски не гласам. И Боби пак. Боби, кога се конектираш на Центар за култура? На лаптоп или на телефон? Паспорто е... Да, знам го паспорт. Ја не гласам. Овој таа точка број 9 е објавена, дека директорката образлага, ќе го реши проблемот. Затварам гласањето за точка број 8. Констатирам дека е усвоена со 10 за гласа, 1 не гласа и 4 воздржани. Одиме на точка број 9. Предлог одлука за давање на согласност на одлуката на управниот одбор на ЈПГ Брегалница Делчево за ставање под залог на подвижни предмети собственост на ЈПГ Брегалница Делчево, како гаранција за обезбедување на плаќање на данъчен долг на рати број 0202 118/4 од 5.2.2026 година. Чино директор ќе поведете. Председател на Совет. Одлуката за давање на согласност за ставање под залог на движни ствари по собственост на ЈПГ Брегалница Делчево представува принудна мерка, која произлегува од сериозни пропуски и основа на сомнение за незаконито и несовесно работење на претходното раководство. Со оваа одлука, значи Советот на општина Делчево треба да даде согласност за ставање под залог како гаранција за обезбедување на плаќање на данъчен долг на рати на две возила во собственост на ЈКП Брегалница, кои што имате наведено во самата одлука. Купниот долг, заклучно со денот, значи на примопредавање на полицијата по основ на неплатен данок на додадена вредност по поднесени данъчни пријави, изнесувал 1.971.390 денара. По заклучнување на пристигнувањето на опомени од страна на Управата за јавни приходи, веднаш беше поднесено барање за репрограм на долгот со цел да се спречи блокада на сметката на предпријатието и носење нови извршни решенија кои предизвикале дополнителни трошоци за предпријатието. Во периодот на управување од страна на претходниот директор, че не биле извршувани законски обврски за навремено плаќање на данокот на додадена вредност, согласно Законот за данок на додадена вредност. Со ваквото постапување е создаден значителен даночен долг, просветен со камати и ризик од присилна наплата, што директно ја загрозува финансиската стабилност на
предпријатието и редовното извршување на јавните услуги. Оваа состојба е резултат на непостапување по законски обврски во претходниот период, што довело до акумулирање на долг и ризик од дополнителни финансиски последици. Неплаќањето на законски утврдените даночни обврски не представува административен пропуст, туку сериозно прекршување на законските норми и финансиската дисциплина. Ваквото постапување отвара основано сомнение за можна злоупотреба на службена помош во поступување, несовесно работење во службата или друго противзаконско поступување што резултирало со штета по јавното предпријатие. Ставањето под залог на движни ствари е крајна, но неопходна мерка со цел обезбедување на долгот и спречување на блокада на сметките и дополнителни финансиски последици. Оваа одлука е финансиска и законска нужност за заштита на интересите на граѓаните и стабилизирање на работењето на самото предпријатие. Затекнатите долгови и ризиците по работењето на предпријатието се сериозен индикатор дека мора да се утврди одговорност. Јас, како ВД директор, во овој случај инициирам постапка пред надлежните институции, а доколку се утврдат неправилности, инсистирам и на законско одговорност. Благодарам ви, директорке, за издадањето. По точка број 9, предлог одлука за давање на согласност на одлуката на управниот одбор на ЈПГ Граница Делчево за ставање под залог на подвижни предмети собственост на ЈПГ Граница Делчево како гаранција. Отварам расправа. Дали некој бара збор по однос на оваа точка? Господинот Томис Станевски. Благодарам, председателе. Колку е долгот на јавното предпријатие за неплаќање, за неплатен данок? Денот на примопредавањето на функцијата долгот изнесуваше 1.900.000. Благодарам. Дали некој бара друг збор по однос на оваа точка? Игор Гошевски. Да го искористиме присуството на директорката за преподните две точки. Кога веќе бараме да се заложуваат возила за да се исплаќаат некои трошоци, која е финансиската потреба се зголемуваат паушалите на членовите на управен и на надзорен одбор во вашите предпријатија? Немам информација дека е донесен налог за зголемување на паушалите на управен и надзорен одбор. Прво и второ точка не беа. Значи не може да се Прво и второ точка не беа на дневен ред. Денеска имаше Прво и второ точка не беа. Денеска имаше точка број 4 и точка број 5. Односно предлог одлука за Првата и втора. Првите две, се извинувам. Па првите втора за определување на висината на надвост на членовите на надзорниот и управниот. Од 6.000 се спремнуваат на 1.500. А барање на кој се зголемува паушалот? Кој ја предложил точка? Барање на кој Ако сакате, ќе ви биде одговорено во писмена форма од страна на директорката по завршувањето на седмицата. Мислам дека директорот бара предлог па се усвојува на совет или како е процедурата? Предлог одлука можеби на самите надзорни управи. Ивана, тамова одговор. Нема, кој предлог? Не, без предлог. Предлогот е на градоначалникот конкретно, иначе тоа вие можете да ги видите да го насочите како мислите дека се тема или Да, добро. Се представам веќе помина. Односно ова точка дали некој бара друг збор. Нема директорки да нема да нешто да гледате. Односно на точка. Што светници? Да, кој го Интересираме на кој временски рок ќе обрави заврши. Барањето за репрограмот е поднесен за временски период од 5 години. За 12 месеци, значи, треба да се отплати долгот на ради. благодариме заданието. Горам само исто и по однос на оваа точка, комисијата заседаваше, давам Комисијата заседаваше, бевме на сад дека треба подетално да ви превесте за директирани податоци, што точка беше многу широ објаснено дека само да се даваат движни ствари како залога, околи и износ како. Тоа и комисијата не донесе став. Тоа точка подржи и благодариме. Друг дали бара збор по однос на оваа точка? Истата точка ја ставам на гласање. Поведете што светници да гласаме.
Томислав Енчевски не гласа. Така да станувате и грешка. Гласа. 11 за, 4 против. Констатирам дека точката број 9 е усвоена. Веќе благодарам. Завршува гласањето. Господине советници, давам 15-20 минути пауза. После продолжуваме.
Bespravno izgrađen objekt, stambena kuća označen като zgrada broj 4, izgrađena katastarska parcela 2309, кој објект е запишан на виновен лист број 395. Кој bespravен објект е надвор од урбанистички плански опат. Парцелата е приватна собственост. По однос на ова точка број 10, отварам расправа. Дали некој бара збор? Никој не бара збор. Почитувани советници, ве повикувам да гласаме. Се не гласа, туку ли има нече? Ови, нешто пај? Што работи со твој интернет? Ира, мисали? Ама како баш кај него се чува това дишало? Не, другите сите се гласали само покажува дека Ирена и дека Боби. Имате На знакчето што е на иконката на општина Делчево, од време на време искате да рефреширате за да се обновува. На телефона си. Веќе колектив со телефона па не. Не, тебе добро. Да. Осам. Не още ще възьме, взима, Значи, затвараме точката и имаме листо за работа. Подгответе се за другата точка. Со 10 за, които са въдръжени, 20 не гласови. Констатирам дека точката е усвоена. Гласането го затварям. Точка број 11. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански отпад, објект стабилна зграда број 1 по барање на Кичо Анастасов. Кичо Анастасов има поднесено барање за легализација по број УПА 1 1237 од 25.12.2015 година за бесправно изграден објект стабилна куќа одлучен како зграда број 1 изграден на катастарска парцела 6116 Белоград, запишена во имотен лист 786 кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опат. Парцелата е приватна собственост. Благодариме на излагањето. Почитувани по однос на оваа точка, отварам расправа. Дај некој бара збор од советниците. Никој не бара, тогаш листата ја ставам на гласање. Почитувани советници, повикам да гласаме. Тони Станековски не гласа. Така сака. Боби? Нека, дали кога зазвони телефон, да се случи. А ние од лаптопа била ние... Затвараме така. Почитувани гласањето го затварам, односно точка број 11 со 10 за, тројца воздржани и 20 не гласали. Видам дека точката е усвоена. Одиме на другата точка. Точка број 12. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански отпад, објект помошен објект зграда број 2 по барање на Петру Шорачки. Повелете. Петру Шорачки има поднесено барање за легализација под број УПА 1 12 356 од 24.12.2018 година за бесправно изграден објект помошен објект означен како зграда број 2 изградена катастарска парцела
парцела 11.159 кило дреботивиште, запишена во имотен лист 660. Парцелата е приватна собственост. Следната точка е за истиот број на предмет Петруш Орачки за гаража, зграда број 3 на истата парцела е приватна собственост. Благодарим. Однос на број точка 12, отварам расправа. Дали некој бара збор? Никој не бара збор. Истата ја ставам на гласање. Почитувани советници, ви поикам да гласаме. Тројца не гласали. Боби Исус, Тоница Нековски, Тоница Нековски, како станува? Исусе? Не знам ја сега. Не гледат дека не си, дали ќе гласаш или не сакаш да гласаш? Не, ако има мнозинство. Точката секој поминува. За 9, тројца уздржани и тројца не гласани. Гласањето го затварам. Констатирам дека точката е усвоена. За исто така за точката број 13, веќе слушнавме образлагање. Односно оваа точка отварам расправа. Дали некој бара збор? Некој не бара, тогаш иста точка е ставна гласање. Почитувани советници, ве повикам да гласаме. Ангела не гласувам. Тоа не така би останало супер. Добре. Јасно. Да нема да некој договор ви со Бог. Помислам, си го. Да. Ама да нема веќе. Добро, ќе се. Значи, Боби гласаме. Добро, Тоница Нековски останува така. Добро. Го затварам гласањето, односно со за 11 гласале за, воздржани тројца и 1 не гласал. Констатирам дека точката е усвоена и гласањето завршило. Одиме на точка број 14. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект стамбена зграда број 1 по барање на Миле Мирчевски. Миле Мирчевски има поднесено барање за легализација под број УП 1 12 532 од 11.8.2018 година за бесправно изграден објект стамбена куќа означен како зграда број 1 на катастарска парцела 1829/1 као делчево запишана во имотен лист 10.476 и КФ број 1899/2 као делчево запишана во имотен лист број 10.344. Парцелата е приватна собственост. Исто така и следната предлог одлука е за Миле Мирчевски под истиот број на предмет за помошен објект зграда број 2. Благодарим за излагањето. Точка број 14 по листата. Отварам расправа. Да, некој бара збор? Никој не бара збор. Почитувани советници, и за точка ја ставам на гласање. Ве повикувам да гласам. Тоница Нековски, каде останува? Ајде. Овој лист, не сам гласам. Да, окей. Значи со за 11 гласа, возложени тројца и 1 не гласа. Констатирам дека точката е усвоена. Гласањето завршило. Однос, одиме со точка број 15. Точка број 15, односно предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен објект број 2 по барање на Миле Мирчевски. Иста точка веќе добивме возлагање. Почитувани, отварам расправа по иста точка. Дали некој бара збор?
Не бара никој. Истата тогаш ја ставам на гласување. Почитувани советници, вие повикувам да гласаме. Горан Миховски. 11 за, 3 водржани и 1 не гласал. Констатирам дека точката е усвоена, гласањето го завршува. Одиме на точка број 16. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект помошен со број 1 по барање на Ванчо Мирчевски. Ванчо Мирчевски има поднесено барање за легализација под број УП1 12-322 од 11-12-2018 година за бесправно изграден објект, помошен објект, означен како зграда број 1 изградена катастарска парцела 1899/1, тоа Делчево запишена во имотен лист 10.476, кој бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат. Парцелата е сособа. Благодаря ви за заданието. Почитувани светници, по оваа точка отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Истата оставам на гласање. Ја повикувам да гласам. За 12, воздржани 3. Видам дека истата точка е усвоена. Точка број 17. Точка број 17, односно предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект стамбена зграда број 1 по барање на Киро Костадиновски. Киро Костадиновски има поднесено барање за легализација под број УП1 12-628-2011 година за бесправно изграден објект стамбена куќа означен зграда број 1 изграден на катастарска парцела 7851 од Рамче, запишена во имотен лист број 261, КП број 7849 од Рамче, запишена во имотен лист број 160 и КП број 7836 од Рамче, запишена во имотен лист број 198. Парцелата под број 7851 е приватна собственост, 7849 е собственост и 7836 е собственост на Република Македонија. Благодаря за излагањето. Почитувани, точка број 17, по истата отварам расправа. Да, некој бара збор? Никој не бара збор. Истата точка ја ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Не гласал. Не гласал един. Не гласал нещо. Случај нека седи телефоните конектирани, ако има проблем со лаптопу, гласате на телефон. Да има опција. Така, готово, завршено. 12 за, 3 водржани, констатирам дека истата точка е усвоена. Завршило гласување. Одиме на точка број 18. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат. Деловен објект зграда број 2 по барање на Јанчо Вангеловски. Јанчо Вангеловски има поднесено барање за легализација под број 12-423 од 28-12-2018 година за бесправно изграден објект, деловен објект, означен како зграда број 12 изградена на катастарска парцела 3167 км, запишена во имотен лист број 285. Бесправен објект е надвор од урбанистички плански опфат. Парцелата е приватна собственост.
Почитувани советници, по основна точка, отварам расправа. Дали не бара. Листата е ставам гласен, на гласен. Препоръквам да гласам. Ако не сме искаме глас, така оставам добро. Значи гласале 11 за, тројца воздржани и еден не гласа. Констатирам дека точката е усвоена, гласањето го затвора. Благодарам ви. И да, плюс 12 точка. Имаме още една предложена, што стана 20 поред точка, односно исто предлог одлука за утврдување на потребата од финансирана документација за лицето Лјупчо Ковачки. Лјупчо Ковачки има поднесено вадите за регистрација по број 1 12.680 од 31.8.2011 година за безпроизводен објект Б1 деловен објект означен преку зграда број 1 изградена на кадастрска парцела 10 од работивите, запишана во имотен лист број 96. Парцелата е Благодарам ви за заедното. Почитувани по основна точка отварам расправа за некој бара збор. Барем некој збор. Истата точка, пошто не е ставена на системот, после ќе биде ставена, ќе гласаме така фактички со покривање на рака. Никој не бара збор, по основна точка, односно ја ставам на гласање. Точката број 20, предлог одлука за утврдување на потребата на донесување на урбанистичка планска документација за лицето Лјупчо Ковачки. Ставам на гласање, електронно гласање, кој е за? 11 за, против, нема, воздржани. Чувам дека истата точка е усвоена. Благодарам ви за излагањето. Одиме на точка број 19. Годишна програма на локалниот планински совет на Општина Делчево за 2026 година. Представам домаќината да изложи. Благодарам. Добар ден, почитувам председател на Совет за студенти светници. Следна точка, годишна програма за млади на Општина Делчево за 2026 година. Младите са инициативи носители на обществените промени, како во државата, така и на локалното ниво во нашата општина. Младите се извор идеи, иновации и потенцијал за се користи насочи кон социјален, економски и културен напредок на општината. Годишната програма за работата на локалниот младински совет има за цел да изгради партнерство меѓу градоначалникот и советот на општина Делчево, помеѓу институциите, граѓански здруженија и невладини организации. Пред се за младите лица кои ќе бидат од поголема инклузивност, социјален диалог и интегрираност на младите и носењето во политиките за младите во општина Делчево. На претходната седмица беше јајде преминалите членови на младинскиот совет, кои се членуваат те членови и се представници на повеќе различни организации во нашата општина. Мандатот на членот младински совет ќе трае 2 години со право на уште еден избор. Тематски области на годишната програма за работа за 26-та ќе бидат јавување на капацитетите на советот на млади, функционален младински центар, конкретна реализација за неговата програма, афирмација и напредување на видливоста на локалниот младински совет, образование и вработување, хуманитарна дејност, спорт и култура. Локалниот младински совет е група која има советодавна улога во општината за прашањата поврзани со младите. Нивната работа се заснова на повеќе правни акти кои како главен се зема Законот за младинските политики, кои се основаат на националната стратегија за млади. Според законот, представниците на локалниот младински совет имаат право да инициираат прашања за младите во кругот на работата на општините, да предлагаат точки на дневниот ред на советот на општините кои ги засегаат младите, да инициираат, учествуваат и да даваат површни информации за процесот на локалната младинска стратегија и другите политики. Да вршат советодавна и застапувачка работа поврзана со законот за млади и
да донесуваат информации до општините за прашањата кои се однесуваат на младите. Това програма се очекува регулирање на односите помеѓу младите и сите други чинители, општеството со посебен акцент на локалната самоуправа и советот на општината, како носители на политиките на локално ниво, както и локалната заедница и бизнес секторот, невладините организации кои треба да ја препознаат и унапредат борбата на младите. Цели на програмата се креирани и спроведување политика на млади на сите нивоа, преку повеќе секторски пристап, бавење од потребите и интересите на младите, учество на младите во процесите на креирање на политики за младите, информирање и промоција, заштита на нивните интереси. Поттикнување на личен, професионален и социјален развој на младите, както и давање на подршка и помош на локалните млади. Граѓање на капацитетите преку локални младински совет, както и преку на младите на локално ниво, както и организации за млади организации кои се занимаваат со решавање на младински прашања и решување од страна на општината Делчево. Това насока се можување на капацитетите преку обуки, развојни младински инициативи, кампоси, како и активности од младите системи, знаење и искуство, како и информација на локално, национално и меѓународно ниво. Подекот на 24-та и 25-та година Бавен комитет беше младински центар и прифатила беше дел со постигната и реализирана. Нови стратешки области за делување на нови состав и вида информација и на младински состав, образование и обучување, на средина, култура, спорт и слично. По поглед на разпоредување на бюджетските средства, вносите предвидени со оваа програма се финансираат од страна на ставките на бюджетот и се реализираат односно можностите на општината Делчево. Програмата се дополнува со условите и активности кои бидат дополнително објаснети и обштени кај градоначалникот на одобрување. Други форми на делување освен финансиски средства, општина Делчево ќе помага приносите на темите на младите, до социјално на технички на помош, на нормативни протоколни следби, проводителство, организирање на дебати, кампањи, подобни. По програмата е наведен некои од желбите на младите. На основа на социјалните средства кои ги изучавме и разговараме со членовите и разни на група на млади, која изгласани некои желби на надеваме дека поглед ќе успееме да ги да новата 26-та година на младинскиот совет да се разраѓа својот тема. Благодарам на нашето внимание. Ова точка, ова 19, получено формално односно точка локална власт до Шестата точка не стана 8. Препоръквам не е 8. Со 14 за и 1 воздушен. Верувам дека ова што е цена. Одивен со ваши предlozi кои што ви пренасови. Дали некој гласувам има предлог Благодарам, писателе. Имам прашање од претходната седница. Требаше да добиам писмен одговор во врска со предлог програмата за социјална заштита, предлог програмата за еднакви можности, годишниот план за вработување и предлог програма за комуникација со јавноста.
во врска со буџетот од кои ставки ќе биде реализирана оваа програма, уште немам добиен одговор. Писмен одговор. За предлог програма за социјална заштита, за еднакви можности, план за вработување и предлог програмата за комуникација со јавноста. И дополнително прашање, гледам дека на официјалната страна на општина Делчево 3-та и 4-та седница не се објавени. Кога ќе бидат објавени? Не, на општина Делчево, кај што е дел од за седници. Кај што имаме видеозаписи. Кога ќе бидат објавени?